Кристина, добро утро. Слушниме настанот што денеска ќе се одржи во Младинскиот културен центар во Скопје. Токму на оваа тема разговараме со нашите соговорници Христина Мирчевска, Нина од активноста на USAID за млади кои активно создаваат можности. Христина, добро дојдовте во Македонија наутро. Што денеска посетителите на вашиот настан ќе имаат можност да погледнат? Добро утро од мене до вас. Денеска по повод Меѓународниот ден на знаковниот јазик го организираме настанот Слушниме. Станува збор за еден хибриден настан, каде што ќе имаме говорници кои што се глуви лица или пак се лица кои што се пораснати со глуви родители, ќе ни ги раскажат своите успешни приказни, своите предизвици, но и своите победи, со цел да ни инспирираат, да видиме дека сите сме исти, сите ги имаме истите можности, само треба да ги искористиме и како, нели, да се запознаеме со знаковниот јазик и ние да учиме нешто ново и заедно да комуницираме сите како заедница. Така. Утрово заедно со нас е и Стефан Гиков, председател на Младинското сдружение на глуви и наглуви Млад знак. Стефан, кажете ми со какви предизвици се соочувате вие кои го користите знаковниот јазик за комуникација? Најчесто глувите лица имаат проблем во комуникацијата. Например, да појдете на лекар, не можете да воспоставите комуникација. Да разговарате со шалтерски работник, некој, например, се снаоѓаат, некој не, но секогаш е тешко. Но благодарение на толкувачот кој би бил со нас, би имале непречена комуникација. Исто така и на други места, значи банка, било какви шалтерски услуги кои бараме, многу е полесен животот со толкувач. Доколку имате вакви проблеми, создава стрес и вознемиреност кај нас. Дали постои еден универзален јазик во смисла на знаковниот јазик или сепак си постојат јазици како што е македонскиот, но и другите јазици? Стефан сака да одговори. Знаков меѓународен. Во светот се разликуваат различни јазици, значи постои интернационален знаковен јазик кој не е универзален, туку е потребен за тоа, за посебни намени. Но секоја држава си се карактеризира со свој знаковен јазик. Кристина, имате ли некоја статистика колку луѓе во Македонија го користат знаковниот јазик и воопшто колку толкувачи на знаковен јазик имаме во нашата држава? Да, за жал нема таков податок колку имаме глуви лица во нашата држава, што е голем предизвик, затоа што нели врз база на статистики се темуваат многу политики, одлуки и слично, а ние немаме таа статистика и не можеме соодветно да направиме некои проценки, планирања, да се застапуваме за глувите лица, така што тоа е проблем и еве апелираме да почне нека таква статистика да се води, затоа што многу ќе биде помош за сите кои работиме во сферата, најмногу нели за самите глуви лица. На крај на нашиот разговор, која е пораката што сакате да ја пренесете по повод светскиот ден на знаковниот јазик? Еве, аз ќе ги поканам сите гледачи да дојдат на настанот, може Стефан ако има нешто да некаква порака за крај. Исто така јас, како представник на Млад знак, исто и во името на МОФ и на сите нас, да дојдат сите сте добре дојдени. Ви благодарам исто и на вашата емисија што не поддржувате, исто и благодарам се до Кристина и вашиот тим што не поддржувате. Така, Македонија наутро ги поддржува лицата кои го користат за знаковниот јазик. Од тука и нашата покана до сите кои се во можност да го посетат настанот Слушниме, што ќе се одржи вечерва со почеток од 18 часот во Младинскиот културен центар во Скопје. Студио